Почнете од почеток со Бони Сала. Во враќање и почивање е вашето спасение. Во смирена надеж е вашата сила. Но вие не сакавте, зашто Господ е Бог на правдата. Блажени се оние кои чекаат на Него. Исаија, 30 глава, 15 стих. Наближуваше краен рок на работата и мојот лаптоп го помешав со оној на колегата, додека брзав до еден закажан состанок. Подоцна испаничив дека не можав да се вклучам на компјутерот, извлекував заклучоци врз основа на чудните околности и ја известив полицијата за сомневање дека сме изложени на напад на информативниот систем. Не се случи ништо слично. Следно, не сакајќи историв полна шолја кафе. Најпосле запишав состанок во календарот во погрешен ден и така го извисив пријателот. Се обложувам дека не си таков безнадежен хаос во каков што бев јас, но може би пораката со која ме запре Бог ќе ти помогне и тебе. Тоа е ова. Во враќање и почивање е вашето спасение. Во смирена надеж е вашата сила. Но вие не сакавте, зашто Господ е Бог на правда. Блажени се оние кои чекаат на Него. Исаија, 30 глава, 15 стих. Писмото е јасно. Бог не се брза. Работата за која Бог го испрати Исус беше најважната дотогаш. Но тој го испрати Исус како безпомошно бебе, кое беше едноставно доено, успивано, кое лазело и кое било мало детенце. Потрошил години додека не пораснал и станал возрасен. Но така воопшто не гледа на работите Бог. Писмото вели: а Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодетта пред Бог и пред луѓето. Лука, 2 глава, 52 стих. Нашиот процес на раст му е важен на Бог. Несреќата е близу кога во моето брзање го игнорирам неговиот одмор, тишина и одбивам да чекам на Него. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.